Обвинителството нема да отвори предмет подопрен глас против Драги Рашковски за набавката на софтвер во МВР кој воопшто не се користи. Ке чекале други надлежни институции да достават наоди. Она што е интересно, за тој сам се пофали поранешниот владин генсек, овој софтвер е токму негова идеја. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со внимание ги следи информациите објавени по медиумите, при што очекуваме надлежните институции до обвинителството да достават своји наоди за евентуални сторени кривични дела. Обвинителството согласно своите надлежности ќе ги даде неопходните насоки, упатства и наредби на институциите, во чија надлежност е откривањето на овој вид на криминал. Доколку овие институции утврдат елементи на кривично дело, обвинителството ќе постапи согласно своите надлежности и ќе ги гони сторителите. Додека обвинителите молчат, антикорупцијска најави дека се отвора предмет со кој ќе се испитува овој случај, во одбрана Рашковски во моментов застана само заев. Со документи ќе ви покажеме зошто е набавен софтвер кој што може да се употребува во Министерството за внатрешни работи. Постои писмена комуникација помеѓу двете институции, Генерален секретаријат и Министерство за внатрешни работи. Спроведен е тендер со проектирани 8 милиони денари, падната е цената на некои 5 милиони денари заради надавањето. Ако не го користат, може би во иднина ќе го користат. Јас не ги знам деталите, оставам стварно на службите. Инаку ова е само еден од низата скандали поврзани со името на Драги Рашковски. Најгласно во јавноста одегна случајот Леонардо, каде беа објавени аудиоматеријали во кои се слуша како поранешниот владин генсек договара тендер за набавка на радарска опрема за МНАВ. За овој случај обвинителството отвори предмет, но на крајот обвинение немаше. Одлуката беше дека немало основа за негово гонење. За овој скандал оставка од Рашковски побараа многумина, но тогаш неговата одлука беше не се повлекува, само се извинуваше до небо бидејќи ги навредил италијанците и ромите. До небо извинување. Пред се кон Италија, кои што се наши огромни пријатели, уште еднаш извинување кон ромската заедница. Како и сега, така и пред 2 години, еден од ретките кои застанаа во одбрана на Рашковски беше Заев. Тој дури ги покори новинарите, порачувајќи им дека не можеле да го прават салата, тогашниот генерален секретар. Не можете некој да го правите салата кога сакате и како сакате, како физичко лице. Владата нема да поднесе тужби. Наша работа не е да се тужиме со новинарите и со медиумите. На секој индивидуа, како физичко лице, има право да го заштити својот дигнитет и достоинството. Драги Рашковски зад себе го има и скандалот со набавката на хеликоптерите за прва помош, проект кој се уште не е завршен. Покрај скандалите на Рашковски, финансиски скандали зад себе има и други владени функционери. Во прв ред Ден Дончев и Лидија Димова, разрешница за нив се уште нема.